Деневник во 20 часот на Канал Плюс. Добро вечер. Следува кратката најава за настаните кои одбележа изминатата недела. Поченик ќе добие колектор и пречистителна станица за отпадни води. Целта е да се подобри квалитетот на водата во река Брегалница. Во пресред на термините за откуп на тутунот, надлежните апелираат пред време да не се започнува откуп на тутун. Утре во Виница почнува Виница Веритас, фестивал на хуморот, чија програма и годинава привлекува бројна публика. Обилните врнежи и излевањето на вода од каналскиот систем во Кочанско причинија големи штети на уризните површини. Несобраниот род лежи во вода, штетите се огромни. На лице место неделава средба со оризопроизводителите имаше заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски денеска престојува и меѓу оризопроизводителите во општината Чешиново Блешево. Повод за посетата се поплавените оризови полиња полни со род, како и надојдените реки Кочанска и Злетовска и попуштањето на така наречениот бугарски канал кај селото Спанчево. Можеме да констатираме дека повторно на овој дел кај што сме сега се гледа дека земјоделците не може да пристапат до своите ниви. За таа цел, значи, сме тука заедно со министерот за транспорт да обезбедиме конкретно механизација која што е потребна за да пристапи кон регулирање на овој дел, на овој пропуст и да обезбедиме материјал кој што би бил потребен да се санира оваа состојба. И нормално остануваат уште две места кои што се вака покритични за земјоделците, а тоа е Боров мост и каналот кај Спанчево. За таа цел сме тука, значи разговаравме повторно со земјоделците од аспект на проблемите кои што ги имаат сега со поплавите предизвикани на нивните оризови ниви и да ја согледаме можноста од евентуално решавање на состојбата со механизација која што исто така треба да им биде од корис заради завршување на жетвените активности кои што се поврзани со прибирање на оризот од нивните ниви и нормално да видиме, да го разгледаме проблемот со откупот на оризот кој што се јавува на почетокот на предавањето на оризот на откупните предпријатија и јас се надевам дека ќе најдеме решение и земјоделците ќе бидат задоволни од тоа. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски по посетата на терен и со запознавањето на фактичката состојба не изјави. Денеска ќе ги посетиме сите места да видиме што можеме да санираме, што можеме да помогнеме. Јас со заменик министерот ќе гледам да обезбедам дополнителна механизација за потребите на земјоделците. Благодарност до сите граѓани што дојдоа денеска да разговараме, да видиме што се критичните места и очекувам дека во овој ден ќе најдеме дополнителна механизација да им помогнеме на луѓето, бидејќи во наредниот период следат и нови врнежи. Иако ние како влада доделивме нафта за сите општини во Република Македонија, станува збор за преку 700.000 литри нафта. Веќе општината ги има добиено нафтата и веднаш почнале со работа, но мораме поагилни да бидеме за да бидеме спремни за следниот период. Градоначалникот на општина Чешиново Блешево Костадин Личков, кој ги придружуваше министерот Мисајловски и заменик министерот Костадиновски на терен, истакна дека најкритична е состојбата со пукањето на бугарскиот канал кај Спанчево и излијаните Кочанска река во Облешевско и Злетовска река кај селото Ларци. Во општината Чешиново Блешево деновиве што ја зафати дождот имаме на повеќе места критични, вклучително од самото Банско поле, значи Облешевско поле, Чешиновско, Теренско и Уларско поле. Како што каже министерот, веќе имаме пукање на одводниот канал кај село Спанчево, веќе имаме изливање на Кочанска река, на делот до Ларци кај Злетовска река имаме изливање, значи веќе оризовите површини се под вода и самите земјоделци со нетрпение чекат да се истече водата и на некој начин да се соберат берикетот. Со ова излавање на министрите на самиот терен се надевам дека во најбрз рок ќе излеземе на терен и ќе ги санираме сите потребни штети што ги имаме и се надевам дека земјоделците во најскоро време ќе почнат да се остваруваат жетвата и ќе завршат со жетвата да ја биде берикет на оваа година.
Инаку подобрувањето на временските услови ќе овозможи повлекување на водата од оризиштата, но сепак ќе треба подолг временски период, нивите целосно да се исушат и да се собере родот. Владата преку Агенцијата за вработување има оглас кој е во тек, кој обезбедува значајна подршка за отворање на бизнис од страна на лицата со инвалидитет и за вработување на кадри. За отворање на собствен бизнис државата обезбедува грант над 15.000 евра. Во тек е огласот за подршка на отворање на бизнис од страна на лицата со инвалидитет и за вработување на кадри. Владата на Република Македонија преку Агенцијата за вработување обезбедува финансиска подршка со неповратни средства над 15.000 евра за отворање на собствен бизнис. Се работи за добро осмислен и извонредно поволен пакет за отварање на бизниси за вработување на лицата со инвалидитет. Во вкупен обем тие се стекнуваат со правото и можноста да добијат цена се околу 15.000 евра, кои што ќе бидат искористени за креирање на бизнисот, за вработување на 2 дополнителни лица во истиот тој бизнис и за добивање на помош од посебниот фонд на агенцијата, што представуваат средства кои што може да придонесат за квалитетно остварување и развивање на самиот бизнис. Ќе продолжиме со подршка на оваа категорија на граѓани со цел поголема нивна вработеност, но ќе продолжиме и со другите мерки и активности за зголемување на вработеноста во Република Македонија. Може да се пријават сите евидентирани инвалидни лица кои својата идеја може да ја реализираат во успешен бизнис план преку програмата за самовработување на инвалидни лица. Сите заинтересирани треба да поднесат барање до подрачната единица на Агенцијата за вработување. Потоа следува обука која трае 5 дена, по која се изготвуваат бизнис плановите. На крај по одлука на Агенцијата за вработување се склучуваат договори со лицата на кои ќе им биде одобрена бизнис идејата и им се исплаќаат паричните средства во материјална вредност. Кочани ќе добие колектор и пречистителна станица за отпадни води. Се работи за капитална швајцарска донација, која има за цел да се подобри квалитетот на водата во река Брегалница и екозаштита на водите во Брегалничкиот слив. Представници на општина Кочани, комуналната јавна предпријатие Водовод и консултатската компанија Ернест Васлер партнер од Швајцарија денеска во Кочани потпишаа договор за изградба на колекторски систем и пречистителна станица за градот Кочани. Купната вредност на овој проект е 23 милиони швајцарски франци, кои што ги пополнуваат трите партнери. Најголемиот дел е од страна на швајцарската агенција СЕКО, 21 милион швајцарски франци, додека 2 милиона евра се од страна на владата на Република Македонија и остатокот е од страна на нашето комунално јавно предпријатие Водовод и општината Кочани. Сакам да кажам дека овој проект е капитален за заштита на водите во целиот регион, значи не е ова проект кој што е само за општината Кочани, тоа е проект кој што значи заштита на водите на река Брегалница. Како инвеститори на овој проект, за нас од особена важност е што учествуваме во решавањето на проблемот со колекторскиот систем и пречистителната станица во Кочани. Сметам дека ќе придонесеме за заштита на животната средина по сливот на река Брегалница. Проектот за заштита на речниот слив на река Брегалница започна пред 4 години со средства од швајцарската влада и со компанијата СЕКО. Ова е најголемата инвестиција во делот на заштитата на животната средина добиена од швајцарската влада за нашата држава, истакна Сонја Лепиткова, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање. Следува подпишување на договор кој што до идната година како таков ќе се реализира за проект за управување, план за управување со сливот на реката Брегалница, во кој што има и поголем дел на инфраструктурни проекти кои ги опфаќаат сите општини во сливот на реката Брегалница, а денеска се подпишува договорот за најголемиот проект, како што кажа градоначалникот, во вредност од над 23 милиони швајцарски франци,
а понатаму секако ќе следуваат и останати проекти, се подпишаа договорите за Карбинци, Лозово, Облешево, Чешиново за инфраструктурни проекти од типот на пречистителни станици, секако со помал обем од Кочани, меѓутоа со исклучителна важност за овие општини. За директорот на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани Љупче Папазов, работите на овој значаен проект за општина Кочани може да започнат. Со денешниот чин заокружуваме една работа која започнавме во 2012 година со изработката на студијата од оправданоста за реализација на еден ваков капитален проект. И со чинот на подпишување денес официјално започнуваме со реализацијата на проектот. Се надевам на успешна соработка и на крајот квалитетен успешен проект завршен кој ќе ги дава долгорочно своите резултати. Изградбата на колекторскиот систем и пречистителната станица во Кочани имаат пошироко значење не само за општината, туку и за источниот регион. Во фаза на реконструкција се десетици центри за социјални работи и агенции за вработување во државата. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов неделава ја посети Виница, каде наскоро ќе почне обновата и на дневниот центар за лица со посебни потреби. После 4 децении се прават првите зафати за реконструкција на просториите низ кои секојдневно поминуваат стотици лица кои бараат, но и наоѓаат работа. Од 1973 кога е граден објектот на Агенцијата за вработување, пред неколку дена започна комплетно обновување на истите од подот до кровната конструкција, така да за неколку месеци наместо од врата на врата граѓаните ќе добијат едно шалтерски систем. Особено е значајно што ќе се подобрат условите за работа и условите за прием на странките. Се работи за објекти кои што се стари повеќе од 40 години. Се работи за еден проект кој што е надвор од програмата на владата на Република Македонија, меѓутоа за кој што успеавме да изнајдеме средства и очекувам во 2016 година целосно да се финализира и реновирањето на центрите за вработување и реновирањето на центрите за социјална работа. Во Виница има 710 активни баратели на работа, а во меѓувреме успешно се реализираат сите активни мерки за вработување. Во Виница има околу 710 активни баратели на работа и еден од центрите со најмал број на невработени во Република Македонија. Во делот на активните мерки, значи се спроведуваат сите активни мерки. Најголем интерес има за проектот Македонија вработува, каде од јануар до денес се вработени околу 68 со ослободување од придомици, што млади до 29 и дел од другите групи, другите старосни групи. Исто така имаме само вработување, каде се подпишани веќе 10 договори, потоа имаме субвенционирано вработување, имаме обука за познат работодавач со субвенционирање, каде веќе се вработени 13 лица и голем дел практиканство, кои се заинтересирани за практична обука во некои од работодавачите. Други мерки кои се моментално кои течат се кредитирањето и кредитирање на правни субјекти, за кои исто така има еден добар интерес. Покрај Агенцијата за вработување, со средства од ИПА програмата на Европската Унија ќе биде реконструиран и дневниот центар за лица со посебни потреби, во кој дневна грижа добиваат 13 лица. Третата фаза од целосната реконструкција и реновирање на центрите за вработување и центрите за социјална работа. Имено станува за проект кој што е финансиран од ИПА програмата на Европската Унија, со кој што ќе се опфатат вкупно 40 објекти, односно 30 објекти на центрите за социјална работа, 18 центри за социјална работа и 12 дневни центри и исто така 12 центри за вработување. Ова представува значајна инвестиција од околу 2 милиони евра за целосно реновирање на овие 40 објекти. Очекуваме реновирањето и реконструкцијата да заврши во наредните 8 месеци. Вкупната инвестиција во Виница за овие два објекти е околу 2 милиони денари, а до крајот на годината ќе бидат реновирани 12 центри на ниво на држава.
Истокот работи на заекнување на туристичката понуда и развој на оваа стопанска гранка. Центарот за развој на Источниот плански регион избира 3 наиздржани проекти насочени кон развој на туризмот, кои финансиски ќе бидат поддржани од странските фондови. Представници на повеќе општини во Источниот регион денес присуствуваа на јавна расправа за конкретизирање на проектите кои ќе допринесат за развој на туризмот во регионот. Предложени се повеќе проекти, но според експертите, голем број природни ресурси и локалитети не се. Тука пред се зборуваме за Осоговските планини како планинска целина, Плачковица исто така, Малешевски планини, понатаму Кочанско поле со својот уникатен пейзаж и со Кочанскиот орис, понатаму Калиманско езеро, кое што може да биде исто така еден добар центар на развој на туризмот во понатамошниот период. Бројните археолошки локалитети кои се групирани на одредени места поизразено, како што е Баргала, како што се понатаму бројните манастири, некои од нив се навистина уникатни, како Лесновскиот манастир, понатаму манастирот во Беро и така натаму. Се расправаше и за одредување на мерките кои може да се преземат за развој на туризмот, пред се за промоцијата на културните вредности. Еден од главните проблеми со кои се соочува регионот е фактички неоформена и нејасна туристичка понуда, што треба да се форсира како главен туристички производ овдека, какви туристички тури треба да постојат, понатаму сместувањето, несоодветен и недоволен број на сместувачки капацитети, слаба промоција на тие можности за сместување. Од повеќето предложени проекти ќе се изберат 3 кои ќе бидат доставени пред членовите на Советот на Источниот плански регион, кои ќе одржат седница на 30 октомври во општина Чешиново Облешево. Да понудиме на градоначалници предлог приоритети, тие да ги потврдат со одлука за да може во наредниот период да почнат активностите со Фармахем и Швајцарската агенција за развој и соработка. Акцијскиот план е многу амбициозен, дури јас се плашам и дали може тоа во овој временски период што е планиран со стратегијата да се реализира. Меѓутоа се надевам дека поголемиот дел ќе бидат реализирани, а овие 3 приоритета што ги спомнав, буџетот изнесува некаде околу 180.000 швајцарски франци. Доколку бидат одобрени од страна на градоначалниците на 11 општини во регионот, спомнатите средства ќе ги обезбеди Швајцарската агенција за развој. Утре во Виница почнува Инвиница Веритас, фестивал на хуморот, чија програма и годинава привлекува бројна публика жедна за секакви експресии на хуморот. Следната недела од понеделник до петок, Виница ќе понуди вистинска антистрес терапија. Програмата на 7-то издание на фестивалот Инвиница Веритас ќе прикаже 5 небесни комедии, каваретски представи, духовни и шармантни приказни, посветени на мажите, но и на жените, во кои играат познати актерски имиња од Србија и од Македонија. На денешниот прес, организаторот на фестивалот и официјално го најави репертоарот, кој годинава ќе абстинира од стендап комедиите. По завршувањето на овој академски дел ќе има една монодрама од Србија, Бојан Љубеновиќ. Монодрама базирана на книгата Писмо од Србија. Ќе игра Јовица режија и игра Јовица Јашин од Србија. Веќе во вторник од 20 часот ќе ни гостува театарот од Штипство, представата Лука во режија на Андреј Цветановски. Во представата игра скоро целиот ансамбл на Штипскиот театар. Во среда ни гостува, како и секоја година, театарот Джинот од Велес со представата Спанек со пржени компери во режија на младото режисерско име кое се повеќе значи во таа фела, Ненад Битанов. За прв пат ни гостува и Народниот театар од Битола со представата Без паника во режија на Благој Мицевски. И во петок имаме многу интересна представа. Претходните изданија ги завршувавме со стендап комедија, меѓутоа заради пројавувањето на интерес од самото позориште на Теразијама, тоа е еминентен театар од Белград, кој значи и сега значи во балкански рамки, ако не и најдобриот театар. Во понеделник отварањето на фестивалот се очекува да биде во присуство на Министерката за култура, а и официјално ќе бидат врачени наградите на најдобрите карикатуристи од Иран, Колумбија и Романија. Се пројави голем интерес за конкурсот на карикатура од сите континенти, од 45 земји, 138 автори со 300 дела учествува на конкурсот. Се избрани добрите карикатури. Интересно е што првата награда е освоена од авторот Иран.
Од понеделник со представата на Српскиот театар почнува фестивалот. Во продолжение следат неколку представи од македонските театри и една прекрасна можност виничани да преку хуморот и сатирата во овие 5 дена се дружат и се забавуваат. Користам можност да се заблагодарам на сите кои што придонесоа и беа донатори за да се реализира овој фестивал, на Министерството за култура, и за прв пат овој фестивал ќе го отвори Министерката за култура. Покрај представите и карикатурите, на вториот ден од фестивалот ќе биде промовирана нова збирка од афоризми, а паралелно режисерот Саша Нацевски ќе одржи неколку едукативни работилници со средношколците од СОУ Ванчо Прке. Според надлежните, организацијата на фестивалот чини околу 1 милион денари, средства кои се обезбедени од Министерството за култура, општина Виница и неколку приватни спонзори. Хуман гест на доктор Владко Миташев, председател на Советот на општина Штип. За потребите на Дневниот центар за деца со аутизам, тој подарува автомобил Fiat Punto. Преку хуманоста може да се види големината на еден човек. Тоа го докаже и покажа доктор Владко Миташев, кој што подари автомобил наменет за потребите на Дневниот центар за аутизам во Штип. Се работи за автомобил Fiat Punto кој што припаѓал на неговиот покоен татко, инаку поранешен градоначалник на општина Штип. Како што ни изјави тој, овој град има направено многу за неговото семејство, па така на некој начин неговата добрина се должи на еден возврат. Кога се отвараше Центарот за аутизам, мислам дека бевте и вие таму, се спомна дека некои работи фалат за да тој профункционира како што треба. Една од тие работи беше спомнато дека фали возило. Ние се тогаш договоривме дека тоа ќе биде нашето возило, тоа е половно возило, меѓутоа во потполна исправна состава со многу малку километри поминато. Со тоа сакаме начин како фамилија да се заблагодариме на сето она што воопшто градот ни го дал на нас. Еве татко ми беше избран за градоначалник. Јас сум моментално председател на Советот. Ги гледам заложбите и на Министерството за труд и социјала и на нашата општина дека сепак се трудат да се направи во сферата на социјалата нешто, па така и ние во тој смисол решивме да направиме нешто и да бидеме еден поттик да и другите можеби нешто направат слично. Не мора тоа да биде скапо, нека биде символично, само да се поттикне донирањето во оваа држава, што мислам дека малку фали. Доктор Миташев рече дека веќе договорот со Центарот за аутизам за подарување на возилото е потпишан, се чека само надлежните да го превземат од неговиот дом. Со овој гест на Миташеви може само да се потврди народната поговорка "Доброто со добро се враќа". Полицијата од пристанишкиот албански град Драч открила лабораторија за преработка и пакување на марихуана. Во акцијата координати се уапсени 7 лица и запленети 700 кг марихуана, кои биле откриени во една вила. Станува збор за организирана криминална група која марихуаната ја набавувала во Тирана и Скадар, ја преработувала во Драча, потоа ја швртувала надвор од земјата, главно во Италија, се наведува во полициското соопштение. Канаѓаните утре ќе излезат на 5 парламентарни избори во последниве 11 години, на кои се очекува неизвестна трка за победа меѓу владеачките конзервативци и опозицијските либерали. Но според анкетите на јавното мислење, децениската доминација на конзервативната и на либералната партија на овие избори ќе помати социјалдемократската нова демократска партија, која веќе е етаблирана како трета политичка сила во земјата и може да земе пристоен дел од колачот при разделбата на претеничките места. Во такви услови, аналитичарите оценуваат дека независно од тоа кој ќе освои најмногу претенички места во долниот дом на федералниот парламент, Канада ќе влезе во период на управа на нестабилна малцинска влада. Северна Кореја ги отфрли новите преговори за својата нуклеарна програма, одбивајќи ги разговорите за ова прашање со Јужна Кореја и САД и повика истовремено на мировен договор со својот јужен сосед. Севернокорејското министерство за надворешни работи соопшти дека било какви преговори за нуклеарната програма на земјата не можат да се најдат на преговарачка маса, додека договорот потпишан на крајот од конфликтот меѓу двете Кореи во 1953 година не биде заменет со целосен и сеопфатен мировен договор.
По пауза од 2 недели овој викенд се одиграа надпреварите од 10-тото коло во првата македонска фудбалска лига. На арената Филип II во Скопје дербито меѓу Работнички и Бергалница заврши без погодок, по кој двете екипи мораа да се задоволат со по 1 бод. Сега овие две екипи имаат по 11 поени, со тоа што Работнички има одиграно надпревар помалку. Со победата од 3:0 на гостување кај екипата на Шкупи, шампионот Вардар изби на првото место на табелата на првата фудбалска лига, искористувајќи го киксот на досегашниот лидер Шкендија, која одигра нерешено 1:1 на гостување во Охрид со Младост. По 10-тото коло Вардар има бод предност во однос на Шкендија, а во следното коло се игра дербито на двете првопласирани екипи. Вардар ја пречекува Шкендија. Резултатите од 10-тото коло: Силекс Металург 3:1, Шкупи Вардар 0:3, Младост Шкендија 1:1, Ренова Хоризонт 5:2 и Работнички Бергалница 0:0. Табелата по одигрувањето на ова 10-то коло изгледа вака. Вардар е на првата позиција со 26 поени, Шкендија на втората позиција со 25, Силекс 16, Младост 13, Работнички Бергалница и Шкупи имаат по 11 поени, Ренова и Хоризонт по 9 и на последната позиција Металург со 5 поени. Ова е се за денес. Со нови информации утре во вестите во 12:30. Пријатна вечер.